Здраво и добро дојавте уште едно видео, каде што ова видео ќе решаваме задачи за мултипли алели. Се надам дека го проследивте видеото со теорија за мултипли алели и сега ќе решиме прилично доста задачи. Некои ќе бидат потешки, особено додека го сватите основниот концепт, па после всушност се многу лесни. Добро, да видиме овдека што сум напишал. Овдека треба да е П. Значи имаме кај првата задача, односно гласи дека кај зајак имаме серија на мултипли алели за бојата на крзното. Каде што С, дивиот тип, CCH. Значи ова CCH е всушност С, каде што горе имаме CC, односно CH. Така, значи не е тука доле CH-то, него е горе, само што на Paint ја немам таа опција да го направам горе. Значи имаме CCH која е всушност темна чинчила, CD е светла чинчила, CM куна златица, CHA хималајско албино и CA албино. Сега, не се случајно распоредени по овој редослед, значи ако ги гледаме од горе надоле, него се така наместени по нивната доминантност. Значи, што мислам по нивната доминантност? Тоа значи дека овој најгоре што сум го ставил, тој е најдоминантен од сите овие под него, додека овој најдоле е најрецесивен, односно најмалку доминантен. Сега, тоа значи дека ако С, дивиот тип, се најде во комбинација со кој било друг алел, секогаш ќе се изрази С. Така, значи може да биде С, може да биде во комбинација со CCH, може да биде во комбинација со CD, може да биде во комбинација со CM и така натаму и така натаму. Без разлика со кој се наоѓа во комбинација, секогаш ќе се изрази тој. Така, исто да важи и за тие кои се наоѓаат под него. Така, знам истиот концепт. Значи, ако CCH се наоѓа во комбинација со сите кои се под него, значи освен C, ако се наоѓа во комбинација со CD или пак со CM или пак со CHA и така натаму, секогаш ќе се изрази CCH. Така, исто да важи и за тие надоле. И еве, идеме, ама се повеќе се намалуваат можностите. Ако идеме на CM, така, CM, ако се најде во комбинација со CM нормално, или пак со CHA или CA, CM ќе го изрази своето фенотипско својство. И се така идеме до последното, каде што CA единствено ќе се изрази ако се најде само со CA. Така, значи ова е еден вид како скала која се симига надоле, или пак како ви го представиле со бројки. Да речеме имаме 1, 2, 3, 4, колку имавме? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6 алели. Така, 6 различни алели се наместени по доминантност, каде што 1 е најдоминантен. Така, значи 1 е најдоминантен, додека 6 е најрецесивен. Сега, кец може да се најде во комбинација, значи 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 и 1-6. Например, двојката може да се најде во комбинација 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 и 2-6. И се кажа, во овие комбинација бе доминантна, мислам, зашто да може да се најде во комбинација со 1, ама тоа го видовме во горниот пример. Тројката може да се најде во комбинација 3-3, 3-4, 3-5 и 3-6. Четворката може 4-4, 4-5 и 4-6. Петката може 5-5 и 5-6, додека шестката може само во комбинација 6-6. Значи се надам дека го сваќате концептот на кој ова работи, бидејќи на овој концепт ќе се решат доста задачи кои ќе ги решаваме во ова видео. Сега да решиме конкретна задача. Сега, ни кажуваат дека при вкрстување на див заек со албино добиени се 8 единки со дива боја и 6 единки со боја на куна златица и да одредиме генска конституција на родителите. Сега, знаеме дека на првата единка која имала див тип, имала барем еден доминантен алел, вториот алел не го знаеме, додека на таа која била албино единка, знаеме дека CA, бидејќи само во таа генска конституција
Така само во таа генска конституција добивавме албино. Доека во голем број генски конституции можеме да добиеме дифтип. Така, дифтип може да е во огромен број генски конституции. А албино можеше само во една конституција, така дека тоа е 6-6. Сега, значи, ја знаеме втората единка, знаеме дека е CA, додека првата единка, знаеме дека едното алел е C, кој е за дифтип, додека вториот алел не го знаеме. Но тоа што ни е дадено, кажано дека при нивното вкрстување се добиле 8 единки и 6, односно 14, така да 8 спрема 6 е некаде 1 спрема 1. Значи, можеме да рачунаме дека е 7 спрема 7, односно 1 спрема 1. Бидејќи кога се раѓаат единки не се раѓаат точни броеви, па се гледаат точно дека е 1 спрема 1, ама рачунаме дека е 1 спрема 1. Односот, и каков е односот? 1 е дифтип, значи 1 е дифтип, додека другата половина е куна златица. Така, значи куна златица. Куна з ке ставам. Сега да видиме кој е вториот алел кај првиот родител. Значи ова не го знаеме, така, ова ни е непознато. Сега ова прилично лесно може да се реши, но можете да правите панетова мрежа, да ги пробате сите комбинации, но едноставно можете, знаеме дека вториот родител донира само C со А, значи кај двете единки вториот алел ќе биде CA, бидејќи тоа е најрецесивен, така. Сега кај дивиот тип, знаеме дека првиот алел тогашка мора да е C, така, значи мора да е C. Значи, ај сега повторно. Значи, ова донира една алела тука, или една алела тука, бидејќи таа единствената алела која може да се донира CA. Сега кај див тип, значи мора да е C, за тој да биде див тип, а кај кујна златица, единствен начин за вториот алел е CA, значи ако вториот алел е CA, за да се добие куна златица, единствен начин е овој алел, овдека, да биде тој кој дава куна златица. И сега ќе видиме горе кој беше тој. CM. Значи овој тука алел е CM, и ако тој е CM, всушност одговорот овдека е CM. И значи ова е генска конституција на двајцата родители. И тоа е всушност решението на првата задача, но ова беше прилично лесна задача. Важно е само да го сватите принципот на кој работи, на кој работат мултиплите алели, дека имаме најдоминантни, имаме најрецесивни, некојаш можеме да имаме некои алели кои се еднакво доминантни, така што се добиваат различен број комбинации. И ова можете исто, ќе го направиме и со панетова мрежа, значи, вака, зелена ќе биде едната единка, значи има алел C, има алел CM, да потврдиме дека не е точно, другата единка има CA и CA, и ако направиме вака панетова мрежа, ќе се добием CCA, CCA, нека ќе се добие CM, CA, CM, CA. И овие првите ни даваат div тип, така овие вторите ни даваат куна златица. И односот е очигледно 1 спрема 1. Добро, сега ќе преминеме на втора задача. Добро, сега ќе решиме втората задача, која гласи дека за наследување на бојата на перикарпот кај зеамајц, тоа е пченка, одговорни се серија алели означени како PR, PC, PV, PM, PO и PW. И тука пишува каков фенотип даваат. Сега, ова не се пишува така R доле, него ако P-то е вака, R ќе биде горе. Само што на Paint ја нема таа опција. Сега, како што зборевме минатата задача, кај мултиплите алели, има алели кои се доминантни над другите и обично вака која е напишана задача, тој што е најпрв е најдоминантен. Значи, PR, ако се најде во комбинација со кој било од тие кои се наоѓаат под него, тој ќе биде доминантен. PC, ако се најде во комбинација со кој било од тие под него, тој ќе биде доминантен. PV, исто така, ќе земем фиолетова боја. Значи, PV, ако се најде во комбинација со сите кои се под него, ќе биде доминантен. PM, исто така, и така натаму, и така натаму. Значи, има една херархија на доминантност, каде што на оваа кула вака, како што е напишана, тој што е највисоко е најдоминантен, тој кој е најниско, а најдоле е најрецесивен. Односно најмалку доминантен. Сега, задачата е всушност да направиме неколку вкрстување, да видиме каков фенотип ќе се добие. Каде што треба да вкрстиме една пченка која има
PR, PR со една пченка која има P0, P0. Зашто ќе се добие? Сите комбинации кои ќе се добијат овдека, многу лесно се ќе бидат хетерозиготи, односно ќе биде PR, P0. Нели, тоа, очигледно е без разлика која алела да земеш од првиот и која алела да земеш од вториот, ќе добиеш само оваа можна конституција. Сега, кога имаме PR, P0, да видиме кој е највисоко. Аха, значи PR е повисоко од P0, и секогаш тој кој е доминантен се бележи прв. Значи не можевме да направиме да беше P0 PR. Така, значи ова не се бележи вака. Секогаш гледаме кој е доминантно и тоа кој е доминантно се бележи прво. Како овдека во случај. Значи PR е прво и тоа ни дава црвен перикарп, значи тоа ќе биде фенотипот на под А. Така ќе имаме црвен перикарп. Сега да видиме под Б. Под Б да видиме какво е вкрстувањето. Сега да вкрстим PR и PV со сега некоја друга боја, нека биде зелено, PW, PW. Сега, без разлика која лела ќе ја земе од второто, секојаш ќе биде W, така што има само две комбинации, или ќе биде PRW, PRPW, или пак ќе биде, малце ќе мрдаме понаму, или пак може да биде PVPW. Не дали се гледа. Сега знаеме дека во прва, бидејќи R беше секогаш највисоко на табелата, ова ќе биде конституцијата, а сега да видиме помеѓу V и W кој е погоре. V е погоре. Значи добро, точно значи го напишав PV, PW, бидејќи V е повисоко, подоминантно е од W, така што правилно се седи прво. И ова ќе го има фенотипот од V, така, че ова ќе има вариегате. Додека втората комбинација, првата комбинација всушност исто ќе биде како првиот пример под А, бидејќи R ќе биде доминантно. Така, R ќе биде доминантно над W. И сега да видиме последниот пример, примерот под В, односно прашањето под В, каде што сака да вкрстиме PR, PM, да го вкрстиме со PM, P0. PM, P0. Сега ова можеме да го правиме на панетова мрежа, ама не знам, едноставно нема потреба. Значи знаеме кои комбинации ќе се добијат. Првото со овие две и второто со нив две. Значи ќе се добие PR, PM, една комбинација. Може да се добие PR, P0, друга комбинација. Или пак може да се добијат PM, PM, или PM, P0. И овдека знаеме дека R е доминантно на сите, така точно си е поставено. M и M нема врска која напред ќе биде, а помеѓу M и 0 да видиме која е доминантно, горе беше у табелата. Добро, M е подоминантно, така што исто и ова ни е точно поставено, значи M стои напред, PM стои напред. И сушност, овие кои го имаат M алелот, сина боја, ќе го имаат, ќе идеме нагоре, свртиме лево, ќе го имаат мозаик фенотипот, додека тие кои го има R фенотипот, значи овие две овдека, ќе го имаат тој црвениот перикарп, или како и беше. Така ќе поврземе овдека со линијата и со овие црвен перикарп. Значи тие се трите примери кои ги имаме, АБВ. И многу едноставно. Значи само треба да се гледа хиерархијата на доминантност помеѓу алелите. Некогаш некои алели може да се еднакво доминантни, или како што имаме со крвните групи, каде што може да се добие АБ крвна група.
Но ако не ни е специфицирано или ако не ни е претходно познато во некоја претходна задача, претпоставуваме дека хиерархијата е како што оди задачата. Добро, ајде сега ќе решиме трета задача која гласи дека морско прасе бојата на влакното е одредена на 4 генски алели. Тоа тие овдека што се запише, значи C е за црна боја, CK, повторно само подсетување дека ова CK-то горе се пише, така не е CK во продолжение. CK сепија, CD крем и CA албино и повторно се наредени по доминантност, тоа што е најгоре е најдоминантно, тоа што е најдоле е најрецесивно, односно најмалку доминантно. И сега следи една табела каде што дадени се родителите, овдека значи треба да има знак за вкрстување, не треба да има коса црта, каде што вкрстуваме и добиваме одреден број на единки кои ќе запишуваме и треба да одредиме генска конституција на родителите. И само овдека да ги запишам, овие за да не се навраќаме постојано. CD, ова беше C, како беше ова? Не, сепија беше CK, а ова беше CD и ова беше CA. Добро, кај првиот пример, кај првото вкрстување, на црно со албино се добиени 10 црни единки и 11 сепија обоени единки, што е приближно однос 1:1. Сега, албино единката ја знаеме генска конституција, значи тоа е CA, така CA. Додека за црното го знаеме само првиот алел, тоа е алел C. Вториот алел не го знаеме. Сега бидејќи се добиваат црни единки, значи знаеме дека имаме еден C алел кај црните единки, вториот алел не го знаеме, а за сепија знаеме дека всушност едниот алел е дониран од вториот родител, што ќе биде CA, и чи без сепија овој алел мора да е CK. Така, исто дека всушност го знаеме вториот алел, ова е CA, кој е дониран од родителот, од вториот родител, од таткото. Така што одговорот CK мора да значи дека CK дошло од првиот родител, значи дека одговорот е всушност CK за првиот родител. Добро, да имаме на вториот пример. Вториот пример гласи крем со крем и се добиле 32 единки кои се крем. Значи, вака. Мислам дека биде повторно со протоколова. И 32 единки биле крем, додека 10 единки биле албино. И ова е приближно однос 3:1. Добро. Сега чим се овие двете единки крем, тоа значи дека првиот алел мора да имие С, ќе зумираме тука, ми треба потенка четка. Првиот алел мора да имие CD. Така, првиот алел мора да е CD кај двете единки, а вториот алел не го знаеме. Може да биде повторно CD или пак може да биде CA. Бидејќи кремот е изразен, така да тој мора да е доминантниот, но одговорот всушност ќе ни го даде соодносот. Значи соодносот е 3:1 за крем и албино. А фенотипски сооднос 3:1 имавме кога вкрстувавме два хетерозигота, што значи дека вторите алели кај двете единки всушност се CA. Ето, ова може многу лесно да го провериме, едноставно ќе направиме панетова мрежа CD, CA, CD, ова ќе го извршам после, CA, и ќе повлечеме линии. И сега многу лесно се памти дека е 3:1, бидејќи CD ќе биде доминантно наваму, нели, ќе направиме CD ќе биде доминантно во оваа насока, ова CD ќе биде доминантно во оваа насока, а единствено каде што CA ќе се изрази е овдека. Така, значи односот е 3:1. Ова е 1, 2, 3 и овдека имаме 1, односно 3:1. И со тоа едноставно проверивме дека стварно е тоа е решението. Дека двајца родители се хетерозиготи, каде што CD е доминантно. Третиот пример е сепија со крем, каде што односот што се добил е следниот. Значи се добиле, ќе одзумираме, некоја друга боја, портокалова, сепија со крем, се добиле 20 кои биле сепија единки, се добиле 9 кои биле крем и се добиле 10 кои биле албино. И ова е приближно однос 2:1:1. Сега, поради тоа што се добиле албино,
а немаме албино во самите родители, додека албино единката, знаеме дека има CA. Така, има CA. Тоа значи дека добило едно CA од едниот родител и едно CA од другиот родител. Што значи дека вториот алел кај двата родитела мора да е CA. Така, бидејќи се добива албино единка. Така, се добива албино единка, да се повторам. CA. Поради тоа што секој алел се добива од еден родител, значи овој алел се добива од едниот родител, овој алел се добива од другиот родител. Тоа значи дека и двата родители имаат CA алел. А бидејќи тој е најрецесивен и не се изразува како албино, тоа значи дека CA алелот кај двата родители е вториот алел. Така CA и овдека имаме CA. Сега, по самиот нивен фенотип можеме да го одредиме кој ми е првиот алел. Кај сепија тоа ќе биде CK. Значи кај сепија тоа ќе биде CK, додека кај крем ќе биде CD. Така, значи и тоа е решението. Само да земам со потенка, многу е лошо. Многу тесно се овдека сум направил и немам место да решам. CD, ова беше CK. И тоа е всушност решението. Добро, наредниот пример е црни со албино. И се добил однос, се добиле единки, 5 црни и 4 биле крем. 4 крем единки. Ево, ќе направим со подебела стрел, подебел маркер, 5 и 4 биле крем. Сега, албино единката, знаеме дека е CA. Додека таа што е црна, знаеме дека првиот алел кај незе мора да е C големо, само C. Сега кај црните што се добиле, првиот алел мора да е C, додека вториот алел кој да е доаѓа од вториот родител е CA. Така, тоа го знаеме. Сега кај крем единката, вториот алел знаеме дека е CA, бидејќи доаѓа од вториот родител, додека првиот алел, за да биде крем, мора да е CD. Така, првиот алел мора да е CD. Што значи дека првиот родител, вториот алел на првиот родител е алелот CD. Нареден пример кој ќе го разгледаме е црни со сепија, каде што односот, мислам, бројот на единки е всушност 17. Ќе земеме подебела. 17, додека бројот на сепија единки е 18 и ова е однос 1:1. Така, сега, кај црните единки знаеме дека првиот алел е голем од C. Исто и кај потомството кое се добило дека првиот алел знаеме дека е C. Сега, кај сепија единките знаеме дека првиот алел е CK. Исто и овдека, значи кај вториот родител овдека мора да е првиот алел CK. Сега овдека всушност имаме голем број комбинации, така што овој пример ќе го повлечеме овдека на страна и ќе направиме една планетова мрежа. Значи знаеме дека едниот родител има еден C алел, така другиот не го знаеме, и другиот родител има еден CK алел, и другиот не го знаеме, и овдека сега ќе направиме како линии ќе повлечеме. И знаеме дека 50% овдека ќе бидат со C големо, така ќе започнуваат со C големо, односно ќе бидат црни, додека 50% мора да започнуваат со CK. Ова овдека биде CK исто. Добро, дај сега ги видиме сите можни комбинации. Значи, ако вториот алел кај првиот родител, да речеме дека ова е прв родител, ова е втор родител, ако вториот алел кај првиот родител, овдека беше C големо, овдека ќе не можеше да има CK, бидејќи секогаш ќе беше C првото. Така што не може да е C. Ајде да видиме што ќе беше ако би имаше овдека CK како втор алел. Тогаш, ако имавме кај првиот родител, значи комбинација C, CK, тогаш кај вториот родител, првиот алел знаеме дека е CK, вториот алел без разлика кој друг алел да беше, освен C, ќе можеше да работи. Значи овдека за втор алел може да биде C, може да биде CK, може да биде CD и може да биде CA.
со сите тие комбинации ќе се добиеше истиот фенотипски однос. Така, а сега да речеме кај првиот родител, ако не беше, ќе земам црна боја, ќе го избришам ова, не беше CK, беше CD, тогаш единствен начин за ова да може да се реши, ќе беше овдека да има исто CK. Значи, ако беше првиот родител CCD, тогаш вториот родител единствено можеше да биде CKCK. Зашто ако не го ставиме овдека CK, така, ако овдека не ставиме CK, ставиме D или нешто, овде немаше исто да биде CK и немаше да имавме однос 1:1. Така што мора да е CK. Исто ако овдека ставивме, например, A, CA да беше, исто овдека мораше повторно да биде CK со цел да се исполни односот 1:1. Така. Значи, ако имавме исто CCA, тогаш кај втората единка, ако земам се набоја, исто мораше биде повторно CK. Така што, како што можете да видите, имаме голем број решенија. Значи, сите се овие решенија, дори ова првото, значи ова првото решение може да го поделиме на три различни решенија, каде што вториот е родител CKCK, каде што е CKCD, каде што е CKCA. Значи можеме да напишеме голем број решенија кои би ни го дале овој фенотип. Така што овдека нема ништо да запишеме, едноставно нека биде оваа табела. Сега за последниот пример, сепија се добиле, сега да место тука да запишувам, но ќе запишам со бела боја да се познава. Се добиле 31 единка кои биле сепија, 31 единка кои биле сепија и се добиле 11 единки кои биле крем. Што е однос 3:1. Сега знаеме дека двата родитела, првиот алел им е CK, бидејќи се сепија. Сега за вториот алел не знаеме што им е. Но бидејќи го знаеме односот 3:1, знаеме дека двајцата се хетерозиготи и тоа за кој е вториот алел? CD, тој кој дава крем. Така бидејќи има еден дел, тие кои се рецесивни, се крем, значи вториот алел е CD. Сега всушност испуштив уште еден пример овдека кој не ми е наброен. И овој ќе го оставаме сами да го решите. Каде што, ева ќе направиме. Имаме, нека биде овдека подолем, црна, која била вкрстена со крем, и се добиле 12 единки кои се крем, кои се црни, значи 12 единки кои се црни и 10 единки кои се сепија. Значи сепија беше второто, црно беше првото. Ева, ќе ги запишаме овдека, дека црни беше C, сепија беше CK, крем беше CD. И можете сега да си ја решите задачата. Одговорот е, само ќе кажам од прилика, првиот родител, тој за црно има една можна конституција, додека вториот родител за крем има две конституции и треба да ги најдете. Добро, тоа беше за третата задача. Сега ќе одиме на четврта задача. Сега знам дека може би малце избрзав или ги решавав на некој начин кој е логички, значи едноставно ги решав по чиста логика, не морав да правам пресметувања, односно да правам вакви табели, панетови мрежи или слично за секоја комбинација, едноставно кога нешто е потешко, само тоа мора да се прават табели, иначе најголем дел се гледаат едноставно толку и може да се познае што е, особено кога ќе почнете да решавате вакви задачи со различни вкрстувања и така натаму. Гледате кога има одреден фенотип, знаете дали е хетерозигот. Добро, ајде сега да решиме четвртата задача, која гласи дека во случај на спорно татковство да се одреди таткото на детето чија крвна група, значи на детето има крвна група А, има RH фактор негативен, има М крвна група од МН системот на крвни групи, значи М, додека мајката, знаеме дека мајката има, ќе преживе мајката, дека има АБ крвна група,
од АБО системот, RH позитив фактор, и има МН од МН системот на крвни групи. А сега треба да одредиме кој татко е заложен во комбинација со мајката ќе го даде тоа дете. И сега имаме двајца татковци. Значи ќе вежеме татко 1 и татко 2. Каде што првиот можен татко има крвна група А. Првиот можен татко има крвна група А, вториот има крвна група Б. Ово има RH позитив, ово има RH негатив. И ово има N крвна група, додека ово има MN крвна група. Сега кога ги решаваме овие со крвните групи, што ќе решаваме голем број вакви, треба да имаме предвид, основно знаеме кои алели влегуваат за одредување на секој вид на крвна група, со цел да можеме да одредиме. Сега знаеме дека крвните групи од АБО системот, како е вид подсетување, значи ќе бележиме со црвена боја, учествуваат три алели. Значи и А, и Б и мало И. Така, ако имавме комбинација од ИА и ИБ, ќе имавме АБ крвна група. Ако беше ИБ самото со себе, ќе имавме Б крвна група. Ако беше ИА самото со себе, ќе имавме А крвна група. А ако беа ИБ со мало И, исто ќе имавме Б крвна група. Или пак ако имавме големо ИА со мало И, ќе имавме А крвна група. Значи не, за ова нели зборевме во видеото за мултиплни алели за крвните групи. Или вака ќе ги запишам. Значи и А со и А дава А крвна група, и Б со и Б дава Б крвна група, и А со и Б дава АБ крвна група. А ако имавме и А или и Б, каде што беа со рецесивното мало И, тоа исто дава А крвна група или пак Б крвна група. А за RH факторот, тој всушност е одреден на начин што ако имаме два доминантни алели, или пак имаме хетерозигот за тој ген, имаме RH позитив, само ако се две рецесивни алели, тоа што имаме RH негатив. Додека за MN системот, значи овдека сега ќе се начкртам, па после ќе се средиме некако. За MN системот, ако има 2N, тоа што е N крвна група, ако има 2M е M крвна група, ако има MN, тогаш е MN крвна група. Сега да видиме кој е можниот татко. Значи да видиме за првото својство. Мајката е АБ. Значи ако мајката е АБ, тогаш има алели и А и Б, значи тоа е единствената комбинација. Детето е А. Сега детето може би има и А двојно со две доминантни алели или пак има и А со мало И. Така, не знаем. Сега првиот татко има комбинација или и А со мало И или дупло и А и А. Така. Сега ако може од тоа можеме да заклучиме дека може да е овој татко во однос на првото својство, зашто може би овој алел го добил заедно со овој алел од мајката и се добила А крвна група или пак овој алел. Значи не е важно. А мајката може да донира А и А алел за да се добие А крвна група. Така да може би за првото својство може да е првиот татко, но исто така може и да е вториот татко. Бидејќи истото би важело како минатиот случај, тука имавме и Б и та. Само што единствениот начин на кој може да се добие А крвна група е преку ова рецесивното И. Значи ова рецесивното И, така, може би се комбинирало со А од кај мајката и ја дала оваа втората комбинација која исто дава А крвна група. Значи во однос на првото својство и двата татковци би можеле да бидат. Бидејќи и од двата татковци може да се добие А крвна група. Сега да мине во однос на второто својство, за RH. Значи таткото кај првиот е RH позитив, значи или е дупло D или е D со мало D или е хетерозигот. Мајката е исто, ги има тие две комбинации. Големо D со мало D.
Сега можно е да се добие РХ негатив ако се земале баш овие две алели. Значи рецесивната од кај мајката, рецесивната од кај таткото, ако двајца се хетерозиготи, може да се добие РХ негатив кај детето. Така што би можело да биде првиот татко, но исто така би можело да биде и вториот татко, бидејќи вториот татко знаеме дека е со две рецесивни алели и би можело да се земе која било од тие две рецесивни алели, да се комбинира со рецесивната алела од кај мајката, исто се добие РХ негатив, така што не можеме да знаеме. Значи за првите две својства може да бидат и кој било од двата татковци. Сега, во однос на последното својство, првиот татко има МН крвна група, значи има алели М и Н. Мајката исто има алели М и Н, а детето е М. Единствен начин да биде М е да се земе првата алела од кај мајката, првата алела од кај таткото и ќе се добие нели ММ, што ќе биде за М крвната група кај детето. Ама кај вториот татко имаме NN алели, а мајката е МН, така што која било алела да се земе од кај таткото, не може да се добие М крвна група кај детето. Така што одговорот е дека вистинскиот татко е всушност првиот. Бидејќи кај вториот, по однос на третото својство, не може да биде вториот татко на детето. Бидејќи детето не би можело да има М крвна група спрема МН, системот на крвни групи. Добро, тоа е четвртата задача. Добро, ај сега да решиме петата задача, која гласи дека ако маж од крвна група АБ, значи имаме, ева како имам сина боја, имаме маж кој има крвна група АБ, сожени со жена од крвна група А, значи имаме жена која е крвна група А, чии татко на жената имал крвна група нулта. Значи таткото на жената имал крвна група нулта. Да одредиме кои се можните комбинации, кои се можните крвни групи кои може да ги има потомството на овој пар. Сега, таткото, односно мажот, бидејќи има крвна група АБ, знаеме дека алелите за крвна група АБ е само едни. Значи имаме и големо со А и со Б. Вака, не ми се свига како ги нацртав. Значи и со А и со Б. Сега, мајката, со жената, не знаеме дали има алели двојно и А, или има пак и А со мало рецесивно И. Но бидејќи не е кажано дека таткото на жената имал нулта крвна група, тоа значи дека имал две рецесивни алели, тоа значи дека без разлика која алела да била избрана за мајката, повторно само оваа можна комбинација би дала А крвна група кај жената, така? Тоа значи дека оваа е генската конституција за добивање крвната група кај жената е сега при вкрстување на овие два родителя кои би биле, би се добиле следниве комбинации. Значи таткото дава алел и А и Б, додека мајката, односно жената, дава само и А и рецесивно мало И. Така, сега ако повлечеме овдека линиите и пополниме, овдека е значи и А и уште едно и нема место. Добро, ајде. Ево, ќе направиме поголемо. Значи може биде и А и овдека уште едно со големо и А. Може биде и А и Б. Може биде и А со мало и Б со мало И. Односно може да се добијат сите крвни групи освен нулта. Значи ова би било крвна група АБ, ова би било крвна група А, ова би било исто крвна група А, додека ова би било крвна група Б. Значи може да се добие А, Б и АБ. Не може да се добие нулта. Значи тоа е одговорот на петото прашање. Добро, ајде сега да решиме шестата задача, која гласи дека во болница случајно се измешани 4 бебиња.
Не знам како ги измешале, но не е важно. Значи имаме 4 бебиња, BB1, BB2, BB3, BB4. Значи ги бележиме 1, 2, 3 и 4, каде што се знаат крвните групи на 4-те бебиња и се знае дека имаме крвна група. Ки бежам со сина боја, на првото бебе имаме крвна група О, на второто бебе имаме крвна група А, на третото бебе имаме крвна група Б и на четвртото имаме крвна група АБ. Сега имаме 4 родителски парови. Значи дека ќе направам родителските парови, прв, втор, трети и четврти пар. И ние треба да најдеме спрема генска конституција на паровите кој бебе е какој пар. И ова ќе иде по начин на елиминација. Значи првиот пар на родители имаат крвна група АБ со нулта. Вториот пар на родители имаат А со нулта. Третиот пар има А со АБ. И четвртиот пар има нулта со нулта. Сега оваа задача е всушност многу лесна, ако го погодиш од каде првично да ја разгледуваш, можеш одма да решиш, но ајде ние ќе почнеме постапно, бидејќи не секој пример ќе би бил толку лесен. Сега што треба да најдеме, всушност треба да направиме еден вид поврзување, значи ово иде со тоа, ово иде со тоа, тој иде со тоа и така натаму. За тоа да го направиме, мораме да видиме ова е еден вид како решавање на судоку, значи мораме да видиме секој родителски пар кои опции ги има и ќе идеме по пат на елиминација. Значи првиот родителски пар може да даде само крвна група А или само крвна група Б, бидејќи нели овдека до сега ги објаснува во минатите задачи би требало да ви е јасно, значи ова е и А и Б првиот родител, ова е две мали и, значи како и да вртиш која било комбинација, можеш да добиеш само А или Б. Значи не можеш да добиеш АБ и не можеш да добиеш ни нулта, бидејќи такви се генски конституции. Значи првите родители може да бидат или А или Б, не знаеме кој е. Вторите родители, бидејќи не ја знаеме генската конституција на И знаеме дека е и на нулта знаеме дека е две рецесивни, ама за А крвната група може да е со 2А, така, или пак може да е А и. Сега ако е првиот начин, тогаш би можело да се добие крвна група А 100%, ако е вториот начин би можело 50% од времето се добие нулта крвна група повторно. Добро, да видиме третиот родители. Третиот родители, тука имаме и А. Тоа без ито, нема да го бележам ито, значи има алел А и алел Б, а за А може да биде АА или може да биде А и. Причто ако го разгледаме ова, всушност може да се добие крвна група А, може да се добие крвна група Б и може да се добие крвна група АБ. Сега, за последниот случај, и двајцата родители се со рецесивни алели, така што единствено може да се добие О. Сега, кога ова го направивме, веќе станува многу лесно. Значи, као вие, кај последниот може да се добие само О, значи тоа бебе директно иде, они се поврзуваат со кецот, и О одмah го елиминираме кај сите други. Значи, одека се елиминира О. Ако таму се елиминира О, останува само А. Така, значи останува само А. Ако останува само А, ова ќе се поврзе со второто бебе. Значи сега А го елиминираме кај другите, овдека се елиминира А, овдека се елиминира А, овдека останува само Б, значи ова мора да е кај Б, го поврзуваме кај Б, и бијќи Б се овдека се елиминира, ова останува само АБ, така што ова мора да е кај АБ. Сега, ако почнавте да решавате од позади и одма почнавте со ова дека четвртиот родители мора да се кај О, одма ќе се олеснеше задачата и многу побрзо ќе се решеше. Но добро, тоа е решението на шестата задача. Добро, да решим сега седмата задача, која е прилично интересна, со малце приказка, што нема некаква многу голема логика приказната, но не е важно. Значи, само да повториме од минатите видеа, постојано ќе се повторуваме, но добро е тоа повторувањето, тоа е на мајка знаењето. Значи, за одредување на АБ системот имавме алели и А и Б, мало И, каде што ако имаше и А со мало И или пак дупло И А, тоа беше крвна група А. Исто така ако имаше и Б со мало И или пак дупло И Б, тоа беше крвна група Б. А ако имаше дупло И мало, тоа е крвна група О.
и ако имаше АБ, така ако имаш АБ, тоа е крвна група АБ. Така е, сега за МН системот имаш LM, LN, и ако имаш всушност ММ, тоа е М крвна група, ако имаш NN, тоа е N крвна група, и ако имаш MN, тоа е MN крвна група. И последно за RH факторот, рековме дека двојно double D и хетерозигот е за позитивно RH, додека рецесивно е за негативно RH. Сега, во задача не прашува, треба да одредиме чии се децата, односно на кој татко, односно имаме една мајка, која мајка има крвна група А од АБО системот, има N крвна група од МН системот на крвни групи и е RH позитивна. И она има деца. Така има деца, од таа мајка има деца, каде што првото дете, ќе ги бележи со римски броји, прво дете, второ дете, трето дете. И првото дете има крвна група О, второто има крвна група А, третото има исто крвна група А. Прво има МН, од вториот систем на крвни групи, О има Н и О има МН. Третата работа е RH факторот, овие се RH позитивни, проите 2, додека третото дете е RH негативно. Сега, тоа е се добро. Сега ни се понудени двајца татковци кои се расправале на родителски спор преку суд, тврдејќи дека се родители на трите деца, и ние треба да одредиме кој дете е на кој татко. Значи сега дека ги имаме татковците, каде што првиот татко, мажот, има крвна група О, М и RH+, додека ќе бележиме со некоја друга сина боја, љубовникот има АБ, МН и RH-. И сега да започнеме, кидеме својство во својство, мислам една карактеристика по друга, за прво, за второ, за трето. Така, значи првиот татко за првата крвна група има две рецесивни алели, додека мајката може да има и А со мало и или двојно и А и А. Сега, спрема ова, првото дете би можело да се добие, така кој има и крвна група, односно нулта крвна група со две рецесивни алели, значи може да се добие. Така, може да се добие. Дали може да се добие дете со крвна група А? Може да се добие. Дали може да се добие повторно со група А? Може да се добие. Значи, према првото својство би може да сите три да припаѓаат на првиот татко. Добро, ајде да видиме спрема за вториот татко. Тој ќе обележиме со некоја розова боја. Каде што вториот татко за крвната група има и А и Б алели. Така. Сега, дали може да се добие нулта група? Не може да се добие нулта група. Значи нулта група не може да се добие, би ги треба две рецесивни алели, а вториот татко нема ниту една рецесивна алела, така не може да се добие нулта крвна група. Дали може да се добие А крвна група? Може да се добие. Може да се добие А крвна група. Дали може да се добие А крвна група? Може да се добие. И со тоа, одма знаеме дека првото дете е на мажот на така правиот татко. Бидејќи не може да е на вториот, така да што мора да е на првиот, освен ако нема некој трет. Од тоа кога одлучивме, не мораме да проверуваме за останатите работи кои се дадени или за RH факторот или за МН. Односно бележиме дека првото дете е на мажот. Сега да видиме за вториот фактор. Значи мажот има алели ММ, така, жената има алели НН. Дали би можело со мажот да се добие првото дете? Добро, тоа знаеме дека е негово, така може да се добие. Дали со мажот може да се добие N? Дете кој има N крвна група, каде што овие всушност дете алели се NN. Не може, зашто мажот секогаш ќе нуди М алела. Така што ова не може да е на мажот
И не мораме да ги проверуваме другите фактори, одма знаеме дека второво дете е на љубовникот. И да провериме дека тоа е точно, љубовников има алели за МН, кои се исто е МН, и тоа со НН на жената може да се добие НН потомство, така да, второто дете е на љубовникот. Сега да видиме за третото дете. Во однос на МН, крвната група, може да се добие и од мажот, може да се добие и од љубовникот. Значи, и првото својство може да се добие од двајцата, и второто својство може да се добие од двајцата. А да видиме за РХ факторот. РХ факторот, гледаме дека љубовникот има две рецесивни алели за РХ факторот и детето има две рецесивни алели. Сега, ако детето има две рецесивни алели, тоа значи дека мајката мора да е хетерозигот. Сега, ако мајката е хетерозигот и таткото е хомозигот, значи ова би можело да биде на љубовникот, но да видиме дали може и да е на мажот. Мажот не знаеме која е генска конституција, он може да биде со две доминантни алели или пак и он може да биде хетерозигот. Ако е мажот со две доминантни алели, тогаш детето е третото дете е на љубовникот. Но бидејќи не го знаеме тоа, може мажот е исто хетерозигот. Така, дека гледате како го бележам. Може да мажот исто е хетерозигот. Така, ако мажот е хетерозигот и знаеме дека жената е хетерозигот, тоа значи дека спрема РХ факторот, третото дете може, во однос на РХ факторот, може и да е на мажот. Така да, за третото дете не можеме да донесеме заклучок чиго е. Првото дете знаеме дека е мажот, второто дете е на љубовникот, а третото дете само мајката знае чиго е. Мислам, она знаела чии се сите три деца, така да за џабе не терала да решаваме ваква задача, џабе ти иделе на суд, но добро, тоа е. Значи, повторно, ако има нешто нејасно, пишете дали у коментар или нешто, ако брзо зборам или не сум дообјаснил убаво, или пак едноставно само паузирајте, идете полека, разгледајте се тоа што сум објаснил повеќе пати и ќе разберете. Значи, полека ќе сватите. Наредниве 4 задачи се многу лесни и прилично брзо ќе ги решиме и се базираат на слични принципи како минатите. Значи веќе знаете како се алелите за крвните групи и така натаму, не мора да се повторуваме постојано. Сега, прашањето во осмата задача е да определиме исто повторно кој е таткото на детето. Значи детето има крвна група со две рецесивни алели, односно има крвна група О, така нулта. Сега, мајката е Б, значи мајката е Б крвна група, што значи дека таа може да има алели и Б, или има и Б со мало рецесивно И. Сега, не прашува едниот можен татко е со крвна група А, додека другиот можен татко е со крвна група АБ. Не прашува кој е таткото на детето. Сега, мајката, знаеме дека всушност ова е конституцијата на мајката, бидејќи детето мора да има еден рецесивен алел кој ќе одобие од мајката. Така не, че едниот рецесивен алел мора да биде добиен од мајката, така што тоа е генската конституција на мајката, например, бидејќи другиот рецесивен алел мора да се добие од таткото, овдека има шанса за еден рецесивен алел, додека кај вториот татко единствената генска конституција е и А и Б, така што нема рецесивен алел, што автоматски значи дека таткото е овој, тој кој има крвна група А. И тоа е решението задачата. Идеме на девета. Девета задача гласи кои се можните крвни групи ако едниот родител е А, значи едниот родител е А крвна група, а другиот е Б крвна група. И сега ги разгледаме сите можни опции. Значи, двајца родители може да се или и А, така и А, или пак може да е и А со рецесивно И, и вториот родител може да е и Б, или пак да е и Б со рецесивно И. Сега, например, всушност може да се добијат сите крвни групи, ама еве да одиме, ако земе овој алел и овој алел, така, може да се добие нулта крвна група. Ако земеме кој било и А, со, неке земем со жолта боја да се разпознаваат малце, значи кој било и А ако го земеме со кој било и Б,
ќе се добие АБ крвна група. Ако земеме ИА со рецесивно, со мало И, тоа ќе се добие А крвна група. Или пак ако земеме со кафена кој е било ИБ со рецесивно И, ќе се добие Б крвна група. Со Б-то лошо е. Што значи дека може да се добијат сите крвни групи, бидејќи не ја знаеме генска конституција на родителите, можно е двете се добијат, сите крвни групи да се добијат. Добро, сега имаме една задача која и вие можете да решите прилично лесно. Само одма се гледа решението. Која ваква работевме со бебињата. Значи имаме две бебиња на клиника која не се знае чиво е. Едното бебе, прво бебе, ќе обележиме. Бебе 1 има крвна група А, додека бебе 2 има крвна група АБ. И сега имаме две родителски двојки, значи првата родителска двојка, ќе обележиме со виолетова прва, кец. Има едниот родител е нулта, другиот родител е АБ. Додека втората родителска двојка, едниот родител е А, другиот родител е со крвна група Б. И сега најдете чиво е кој е бебе. И ова е многу лесно, ќе ви дам малце време да размислиме, па ќе ви го дам решението. Мислам, нормално може да си го позирате видеото, но сепак. Добро, значи решението, овдека овие се нулта, значи ова е и рецесивно, овдека ги знаеме дека ова е и А и Б, така што не може да се добие АБ крвна група, како и да го вртиш сучиш, ќе се добие или А или Б. Така што чим не може да се добие АБ крвна група, значи ова е нивното бебе, чим тоа е нивното бебе, тоа значи дека ова е на другите. Значи повторно, не може да се добие АБ крвна група, не може да се добие и затоа мора да е првото бебе нивно и затоа второто бебе на вторите не мораме ни да пресметуваме. Добро, 11-та задача, дека маж со крвна група со А крвна група и жена со Б крвна група имаат две деца. Значи имаш вака, земам сина и црвена, значи имаш жена која има како е Б крвна група, и имаш маж кој има А крвна група и имаат две деца, значи имаат две деца, каде што едното дете е со АБ крвна група, додека другото дете е со нулта крвна група. И за нас прашање не е да одредиме генска конституција на родителите. И повторно гледаме, значи секогаш започнете со тие најчесто со нулта крвна група, најлесно е. Гледаме дека нулта крвна група има две рецесивни алели и тоа значи дека кај двата родители мора да има барем една рецесивна алела. Чим има една рецесивна алела, одма го знаеме кој е другиот алел, значи овдека мора да е и А и овдека мора да е и Б. И тоа е решението на 11-та задача. И толку бе за задачи поврзани со мултипли алели. Се надам дека ви се разјаснија некои термини, како воопшто идат задачи, значи прилично се лесни, особено вие со крвниве групи, бидејќи нема многу опции, за разлика од тие на почеток што решававме со зајците. Така што тоа е тоа. Ако имате нешто нејасно, пишете во коментар. Ќе се видиме во наредното видео.